ми дојдовте, драга моја публико, на Šank, вашето омилено место за опуштање, добра забава и за релаксација. Како и секоја дружба, така и овој пат имаме супер гости, одлична содржина која се надевам дека ќе ги задоволи вашите критериуми за квалитетен телевизиски продукт и ќе уживате заедно со нас. Уште еден друг човек кој секогаш ги задоволува вашите критериуми за квалитет и она што го барате, се моите пријатели Panprint, луѓето кои стојат позади нас и кои ни помагаат ова прекрасна емисија да ја гледате, луѓето кои вака убаво го имаат направено прво нашето студио, а потоа на милион други луѓе имаат помогнато во брендирањето и промоцијата на нивната фирма или било што да имате потреба да се направи, па и дури свадбени покани, па маички, па шоли, што вие желба секи ви направат. Ваше само да се јавите и да искомуницирате. Кога веќе зборувам за она што треба да го направите е лето и во текот на летото е потребно плюс енергија затоа што денот трае подолго, а кога денот трае подолго и вие седите до покасно, станувате порано и кога беше она секој ден си легнувам се покасно, станувам се порано и се брзам, никада мислам дека сам себе ќе се сретнам на скали, ви треба кафе за многу енергија. Кафето кое ние го овде препорачуваме и предпочитаме е она конечно вистинско турско кафе и долгогодишен наш пријател и соработник кој го имаме овде на драго срце и секогаш нашите гости ги причекуваме со шолја добро кафенци, затоа сме ние вака насмејани и опуштени на Šankот, море. Сега, она што ќе го направам муабет е модата, бидејќи на сам старт сакам да се насмееме и да се опуштиме. Има една стара поговорка вели вие сте тоа што јадете. Ондак можете мене да ме викате Мекица. Сите што ќе се во фирмата жената или колешка што ќе се породи и ќе донесат мекици и сите што нема да изедат својата мекица, јас сум таа што ќе заврши работа. Што е мекица? Мекица се она што го некаде викаат гибаници, мислам дека го викаат некаде гибаници, теганици и слично. Е многу убава работа. Но овде имаме една фотографија која вели вие сте тоа што јадете или ако јадете чипс, изгледате вака. Вие сте тоа што чувствувате кога ви е ладно или вие се чувствувате како ладало. Еве еден прекрасен фустан кој е баш на овие ладала кои ние овде во студио ги имаме, после ќе ги даеме на гостина да се лади. Истиот овој фустан можете да го искомбинирате како агресивен гуштер, доколку се чувствувате како агресивен гуштер. А ако се чувствувате како вреќа компир, може би се чувствувате како вреќа компир. Ким Кардашијан се чувствува како вреќа компир. Секоја чест на оние што ги има направено овие фотографии. Знаете што, модата оди до таму што вие сте можеби сунгер за капење. Ова не е до душа правилно сунгер, ама сите го користиме кога се тушираме или препорачливо да го користиме кога се тушираме, така да мислам дека ќе ви се бендиса. Ова следно, ова имаме сите по дома, ова за бришење на прашина. И ако во случај имате ограбено некоја автоперална и сакате да исперете некое возило на рака, ова е тоа што ви треба. И последното нешто, повторно Ким Кардашијан, затоа што едноставно го сакате морскиот цвет. Шо ти е мода на денешно време? Едички, ајде, нашиот гостин е спремен, нека започне дружбата на Šank. На Šank овој пат во машко друштво, на талентиран пејач кој добро го знаете, затоа што многу одамна е на македонската музичка сцена. Во оние моменти кога ќе го нема, се спрема секогаш да направи нешто квалитетно, кога ќе се појави, веднаш знаеме зошто го сакаме Димитар Антоновски. Добре ни дојде. Добро ви најдов, ти благодарам за убавата најава. Сега дека се ожени, за тоа едно време паузираш, знаеш, сите што ќе се оженат ги снимува едно време. Па добро, валјда е процес на адаптација, па мора. Да, ти покаже како ќе биде. Така да видиш каде се стоси, па потоа нели да се и додека да научиш вратиш да бараш во нормала, да речем. И додека да се научиш да бараш дозвола, седиш по дома и Па добро, са дозвола не барам баш, али се шегувам. точно. Не ни мислев дека бараш. Се зависи битулчанка со сопругата? Не, прилепчанка. Па добро. Одма има битулчанки се построги. Да, затоа јас од Прилепци земам. Имаме 10 кратки прашања, секогаш така започнуваме, за како едно запознавање на гледачите со тебе. Првото ми е во хороскоп сум. Девица.
Девица, значи си пицајзла, мора да е чисто средено, цаком паком испеглан да си сведе. Точно, дефинитивно, меѓутоа и девиците имаат една друга страна. Молим те, најди ми ја добрата страна. Да, добро, али знаат да бидат и многу хаотични. Јас иако сум човек што многу не верува во хороскоп. Добро. Меѓутоа, ете, сепак сум од она по светлата страна на девиците. Ама те погоди дека си пицајзла, така реков, мора да ти е чисто да е средено. Штом ти бела фармерка носиша не е испрлена до сега од флека, значи освен вага и девица, на друг тоа не му успева. Дефинитивно, точно. Роден ден ми е на 6 септември. 6 септември. Значи ти сега имаш летова да го пребродиме се соберат пари. Добар термин имаш. Па кажи. Како плански да сум правена. Собираат луѓе пари до кај септември. Да. Кај мене никогаш не имаат пари. Ја јуни веќе си тебе за старо одмор, штедиме, па за новиот. Добре. Моето омилено парче облека што најмногу сакам да го носам. Па помилено парче кошули многу сакам. Кошули сакаш? Посебно вакви специфични цветни. Да, цветни, каде што не е она како беше во овој глумец овака со Ник Слотер носеше цветни кошули. Тропска горештина. Тропска горештина. Точно. Кое животно би бил да може да ти речат одбери кое животно да бидеш? Малце глупо персоња, ама зашто да не? Па ако би одбирал кое животно би одбрал да бирам срна моето куче Пинч. Аха. И се вика срна е едно прекрасно суштество кое што навистина. Ме збуни сега сакам маш и onda што вика сакам срна да бидам. Ама куче да бидеш. Да, кучето мислам. Добро. Значи сакаш куче да бидеш едноставно. Па да, као што претпоставам кој знае како го чуваат. Да. Се му е угодено. Мислам дека најголема галеница. Се е угодено, се добива како што постои кој ги речеш кучешки живот. Да. А види како живеат. Таа е поубаво живе од сите нас, најмазена. Омилена боја? Омилена боја, па не знам, обично сум човек кој што јас ги сака едноставните бои и секогаш сум во едноставна комбинација црно или бело, така да. Добро, значи тоа е, тие две нема и. Па можеби тука да. Дали си човек што сака да седи на плажа на сонце или под сенка? Значи многу сум саклетчиев бе човек и повеќе ја сакам сенка сонце. Значи ти си скриен под чадорот. Па така некако. Добро. Омилена храна? Омилена храна. Омилена храна месо. Јас сум човек кој што јади многу месо и ако може тоа да го кажам, дека секој вид на храна само обавезно месо. Да, да има да не е ништо тревки направено, да не е ориз, да не е такво нешто. Не, дефинитивно многу обожавам месо. Добро, значи тебе салата не те најадува или ориз само? Не. Никако. До имене да ви кажам право имене. Јо се мајка ме таму се приметува. Се приметува. Најубавата македонска песна за тебе? Најубавата македонска песна. Да, на свадба еве која ти беше, ти што инсистираше музичареве да Па направат. добро, јас на свадба си отворив со моја песна. Си можаме, моја си има. Па добро, сега глупаво да одвојувам, имам стварно многу убави песни. Еве ќе јас земам сонце можеби за три света. Така. Да не бидам пристрасен да си кажам моја песна. Да, добро. Јас на пример со мајки сум се родила. Јас секогаш супер. И сум се родила со мајки, сум била свртена другчија и вика мајка ми не се сврте никој, стварно со мајки сум се родила. Да, точно. Омилено превозно средство што го користиш најчесто? Омилено превозно средство колата мојата кола. Мислев да не мотор или што да не си по мотори дека спомнав. Па сум љубител, да, сум љубител на мотори, иако никогаш некако не си дозволив да земам, заради тоа што сум малце, се глупаво да кажам, али малце си леđije во однос на вожњата. Сега со сопругата ич нема ни да земеш. И да ти кажам право, добро, никош не исклучувам можда. Може би тоа што викаат на старост ке се се сменам, знаеш. Последното прашање е најдолго без телефон можам да издржам колку време? Најдолго. Зборам да не чекаш телефон, значи ни да проверуваш, ни да се јавуваш, ни да гледаш дали 15 минути. Добар си ти. Така. Добар си, ја ни 5 минути не можам. Па за жал некако сме врзани со телефони. За жал. Кои можности ни се отвараат со телефонов, па и да ти кажам, прави не сме толку за жалење. Да, па добро. Оди трчај ти навремено до комшија да му кажеш дека треба да ојде не знам до каде и после враќај се дома да кажеш дека комшијата касни, па после пак трчај да ви залее готов, па пак трчај. Она што посебно ми е драго да го најавам е новиот проект со Тајфата, новата песна 7 дена, 7 ноќи, која се врти веќе низ радиостаниците, која котира одлично
и кога им кажав на сите дека си ми гостини, баш или Лиле ќе ја поздравам од продукција, ми вели сакав да ти речам зошто не го викнеш, песната е многу убава на нив и на дечкиве. Викам еве таман се договоривме. Да, ви благодарам многу, навистина. Да, се работи за еден нов проект кој што од неодамна станав дел од групата на Тајфата, значи многу спонтанна соработка кој што се случи. На нивно барање ми се јавија, ми викаат ни треба еден лик и пејач како тебе, дали би сакал нешто заедно да правиме. И навистина прифатив одма затоа што некако ми се споја енергииве и веднаш кога се правеше муавет како би работеле, што би правеле заедно, како би действувале нели сепак на естрадата. Направивме една убава комбинација на она што тие го работеле како претходно како бенд. Тајфата на едно момент и јас како поп изведувач и кога ги споивме стиловите, навистина излезе еден убав стил кој што го нарековме етно поп, кој што можеби не е баш многу присутен кај нас. Е нешто ново. Ама се пронајде во него дефинитивно. Па да, дефинитивно и многу ми е драго што ова прва песна 7 дена, 7 ноќи на вистина се пушта. Убав одзив има кај публиката од... Да, супер ја прифати. Јас малце бев скептик како ќе прифатат. Сепак ме знаат како поп изведувач. Ама тебе беше први искуство ваков вид на музика да изведуваш, мислам, ти можеш све да пееш. Да. Гласот докажа дека имаш квалитетен глас, ама не сум те стварно слушнала дали вакво нешто имаш изведуваш. Па може ќе имаш прилика, зошто да не. Ти кажам право, како што кажа и сама, сметав дека можам, дека имам способност да го правам. Да, тоа и некако мислев дека бидејќи некако и младинава во последно ги менва вкусовите за музика. Во едно време ние растевме со една музика, сега растат младиве со поинаква музика. И затоа сакавме да одбериме една таква комбинација на музика за да офатиме повеќе вкусови на публика. Ќе морам да им се извинам на твоите колеги, бидејќи нашиот шанк е мал. Ние пробавме, теравме една емисија со повеќе луѓе и е вака гужва, ама ќе им ветам на нив пред камера дека дефинитивно и тие ќе застанат на шанк еден по еден, ама сега барем со име може да ги поздравиме онака. Да, ние сме моментално четворица во... така, и јас имиња не памтам, значи така да еве, затоа вака правам. Да, Александар Аки кој што свири на клавиатури и хармоника, Владимир Богески кој што свири на клавиатури и воедно и вокал, некако си се менуваме на настапи, и Живко Чиртовски Чирта кој што свири на дувачки инструменти, саксофон, кларинети и така натаму. Ти си најмлад у група? Не. Да, добро. Живко ни е најмлад, он е... Значи он оди по сокче, по вода, по шотра. Па добро, не баш така. Се шегувам. Не се шегувам. Сега, мислам, јас и ти се знаем, имам интервју правени се, меѓутоа јас имам навика да прашувам гости, почетоци на музичка кариера, затоа и ќе си ја истарам традицијата за оние кои не разбрале, не следеле секој твој интервју. Првиот момент кога ти знаеш дека ќе пееш и првиот момент кога одлучи еве ова ќе биде моја професија. Па не знам, јас уште од многу мал некако се занимавам со музика, можеби не мислев дека ќе бидам пејач. Секогаш знаев дека музиката првенствено ќе биде моја животна определба и со пењето испадна сосема спонтано. Имаше на времето оние кои што добро се сеќават на М2 потрагата под звезди, кој што беше во тоа време навистина популарно затоа што беше Ти беше во првото, мислам, во најпрвото. Во вториот, кога се избра 4Play групата, во 10-те финалисти. И да ти кажам право, сестра ми можеби е најголемиот виновник што почнав да пеам, бидејќи таа ми пријави. Точно, да. Стварно не знаеш дека те пријави? Па не, ми кажа те пријави, пробај, зошто да не, ќе видиме. А јас бев, значи, еве да не речем во некаков филм, бидејќи долго време свирев на виолина и освен класична музика, ништо друго не ме интересираше, живеев во некој таков свет. Па добро, тинејџерски се тоа знаеш. И кога ојдов прв пат на аудиција во Битола, толку ноншалантно се појавив на сцената, дури онака и го заборавив текстот. И
Која Онака- песна изведуваш, можеш да се сетиш? Мислам дека беше Ми требаш како молитва, исто песна од Од претходната година на годината М2. да. Беа тогаш доста популарни тие песни и баш се сеќавам на Дарко Димитров кој ми кажа кога излезе на сцена, вика, иако беше, вика, неспремен, нешто остави, некаков печаток. Па потоа имаше круг од 100 изведувачи и се до... Колку години беше тогаш Димитар? Па тогаш бев 18 години, значи четврта средно завршував, се сеќавам при крајот на четврта година. И се поклопи периодот. И матурска да И тераш матурска, се. па малце и на училиште попуштив со слободува. оценките, пошто знаеш, телевизија, ово, оно. Ама по тоа време таа приказна беше многу позната, многу бевте сите и популарни и славни и јас лично колку аудиции одев не им. Да. Сериозно. Вистина, не сум знаел ова. Ако може некаде да се најдат снимки, не мислам. Јако. Ма да види некаде таа Ламбе кога победи, тогаш во 50 влегов, така да не е лошо. Да, ба како, супер си. Но знам дека бевте многу славни, многу брзо се ширеше таа популарност, да ја наречам. А Битола и не е така мал град. Да. Како реагира околу тебе луѓе и ти посебно на 18 години нешто искачеш и те знаат сите, женските бркаат. Да, па Се јас да ти сликавме кажам, тие ми тогаш. се најубави периоди од мојот почеток, затоа што на вистина преку ног мислам станувавме популарни. Да, така беше. И некако комплетно ми се промени животот затоа што имав случаи кои што ми се случуваја. Доаѓам од Битола, нешто да снимаме, нели, по интервјуа тој период и ми се случуваше толпа од девојчина низ трговски да ме бркаат, си имам криено во гардероба. Значи, навистина, убаво е чувството. Кажеш дека викам. не е убаво толку женските бркаат, гледаат дека не е убаво, си ба на крај ќе се исплашиш. Јас да ти кажам, вена следната година на Макфест пеев, дебитирав прв пат на Макфест, мислам дека беше 2004 се не се сеќавам. И мојата мајка не беше баш тогаш многу свесна дека ме Влагаш во обожава тоа, толку девојки во тој момент, пошто навистина јас си кажував, ама и беше Пажи си јасно. најубав си јас, така И да ти викам. кажам, кога излегував од хотел за да одам во сала за Макфест, па може би над 100 девојчина ме чека со ливче за да се потпишам. Да. Навистина бевме многу популарни, јас го осетив тој момент и може би тој е пресудниот момент што продолжив да пеам, да. Инаку некако ти кажав, повеќе со виолината се дружев, никош не замислував дека и пеењето ќе ми биде на Начекавте голема на љубов. многу убав период, начекавте период кога и јас сум стоела, па сме сакале да ве видиме, да Да. се сликаме со вас, сум знаела за вас, а сега во овие наши деца. Да. Па добро, знаеш, тогаш многу се пратеше Како македонска во музика. автограм бе, каква Да, слика да, и да, те да. погледа и рече кој си ти. Ја имам Точно, 300 да, лајкови да, на Facebook. да. Излези Ајде, дечко да. надвор. Точно, баш точно. Знаеш, некако имаше поголема почит, се пратеше многу естрада, Да. значи стварно бевме и со една песна на вистина бевме звезди, сега со албуми сме Ама и некако. песниве се вртеа, се слушаа, беа Се хитови. слушаше. Сега некако имаме и влијание од соседите, па тие некако се има. поголеми. Ајде за песнава за спотот, сега што ќе го најавам, да направиме пауза збор 2 за локацијата на снимањето, соработката и целиот тој процес, па да можат да уживаат нашите гледачи. Значи спотот го работеа едни мои многу драги пријатели од Битола Веста продукција. Се снимаше на две локации, едната беше во еден паб во Прилеп кај што ние со тајфата често настапуваме во текот на годината. И дел од спотот се снимаше во Охрид, на Охридските плажи. И така, мислам дека со едни убави кадри ја споивме цела приказна на... Песната е дело на аранжман, продукција, текст. Да, значи песната е дело, и песната, аранжманот и музиката се на Лазар Цветковски. Хитмейкер, дефинитивно. Да, и текстот нормално на Магдалена, тие се Тоа е мои тој. долгогодишни соработници и незаменливи. Дефинитивно. Навистина, долгогодишно искуство имаме заедно, се знаеме, Од М2 е Магдалена. точно, па со Магдалена точно бевме во истиот процес Да, М2, да, така да, супер. од тогаш се дружиме. Ајде тогаш, најновата песна на Димитар и Тајфата, драга моја публико, едноставно опуштете се и уживајте.
Zastani, nemoj сега да си одиш, утре ќе се кажи, љубовта не вреди. Ако пак ја гасиш ти, неја ќе ја изгубиш. Каде одат срца скршени, таму знаеш, моето срце ќе го најдеш ти. Седум дена, седум ноќи живеа, без да ги видам твоите очи заспивам. Седум дена, седум ноќи, ова срце пак се бори да не изгори во спомени. Седум дена, седум ноќи живеа, без да ги видам твоите очи заспивам. Седум дена, седум ноќи, ова срце пак се бори да не изгори во спомени. Ей, не молчи, си на срце што ти лежи, кажи да ти олесни, никогаш не губиш. Ако искрено ме сакаш, љубов ќе те излечи. Каде одат срца скршени, таму знаеш, моето срце ќе го најдеш ти. Седум дена, седум ноќи живеам, без да ги видам твоите очи заспивам. Седум дена, седум ноќи, ова срце пак се бори да не изгори во спомени. Седум дена, седум ноќи живеам, без да ги видам твоите очи заспивам. Седум дена, седум ноќи, ова срце пак се бори да не изгори во спомени. Се враќаме повторно на Шанк, искрено ќе ви кажам дека друштвото е супер, заборев колку убаво ми одеше мојавајатот со Димитар и пак ќе кажам, се сеќавам колку ти имаат фалено луѓе, скромно, вредно дете, работи, се труди, многу е приземјен и така е. Фала Но ќе ми уди одма прашањето на зошто еден период те немаше, пред да ги најаме проектите сега што ги работиш. Па да, па зошто ме нема? Може би е нормален процес да едно време да не снема, да речем, затоа што сепак го завршив албумот и една година имаше промоција, имав настапи низ земјава со песниве и некако ми требаше еден мал момент за да размислам онака што следно, а и нормално пред скоро време стапив во брак, некако и... Ја беа ти рекол ќе се ожени човек и го снима еден период. Да, и некако така се посветив малце и на семејството. Доста работев и во театар, имав ангажмани, работев за музика на представи, ширум театрите. Па не си сидел ти така без работа во Да, театар, добро, не, мислам малце пауза нели во делот на пеењето на кариера. Да, пауза во тој дел. Дали си со сопругата по професионална линија некако поврзан или у нас е сосема во друга сфера? Ич не сме поврзани, да ти кажам право, и многу е подобро тоа, мислам дека да. Па добро се, затоа што музичарите во принцип се суетни луѓе.
Вака О, да. И горделиви доста и мислам дека многу се ретки тие бракови кои што успеваат. спеваат двајца музичари во едно семејство. Добро, значи вие сте сосема Па да, различно. Христина е историчар и така да музика и историја не знам колку има допирна точка. Се запознате на некоја свирка, нешто такво или? Па да, баш. Ама сериозно го потрефи во Да, скроз го потрефи, значи она беше и менаџер на еден локал во Прилеп, кај што пеев и така случајно Супер uz договор приказна. и се запознавме. И И имаше хемија од па, сам старт, Видиш, така сум да. ќе се решиш да ја земеш, мора да има хемија. Па нормално, да. Другчие не Друго бива. не може, да. Другчие не бива. Точно. Сега ми спомна додека разговаравме на телефон и се договаравме за гостување и дека снимаш. И јас дури буквално се побркав, знам, заврши еден спот сега нов и мораш и мене да ми објасниш убаво и на публиката што има сега ново. Па вака, значи имаш еден проект кој што мислам една песна кој што малце го се забави процесот, нели, заради овие забрани на музика така натаму. тоа беше, дел, да. Тоа е дел од овие субвенционирани Аха. песни кои што ги помагаше министерството. Се работи за една тема кој што се вика Само ти. Ама веќе беше напишана песна, само се чекаше да се... Да, значи требаше да се сними само спотот. Аха. Песната веќе по радио е пратена, веќе и врти. И сум гледаш... И малце ми се измеша да ти кажам во овој проектот со тајфата затоа што и со нив многу напорно Искрено работиме. да, ми мене ми се помеша, затоа Да. што тука ова ми дојде бум. И знаеш, ми мене ме помеша, ама Да, али добро се тоа што се мора. Ако убаво нека е, има. да, Многу убаво за да има душмани. музика, да. Убаво е да има музика Да, и убаво е да се точно, прави точно, нешто. да. Спотот каде го работите, каде снимате и тука морам да чепнам како Да. ексклузивно пред да знаат цела јавност, зашто е барем нешто откриме. Па добро, вака спотот го работи Горила продукција. Се снимаше на повеќе локации овде низ Скопје и во околината на Скопје. Значи јас Скопје го одбра. Па да, тука некаде. Добра, мислам, Битола бе гледам. Димитар? Со Битола шо правиме? Па со Прилеп Битола, имаш, така. Охрид имаш, Скопје имаш, а Битола? Битола, да. Знаеш дека ми нема текнато да снимам Абе, Битола, али ќе треба тоа тие да го битолчанки направам. полепни одат ни дотерани, па то не Така. мора ни да платиш без да девојки у спотот. Точно. Доста е само на широк со како Да, камера излезли и со го камерата и дури ги тричат видео овој колку фрлил пари на манекенки у Да, баш спотот. така. Ништо следно снимање таму. Обавезно, да. Добро. Ајде сега да те прашам дали си искрен. Тоа ми е старт за играва секогаш ја практикувам. Колку Па да, си искрен како човек? Сум секогаш искрен и тоа можеби ми е најголемата мана. Не знам дали знаеш, правилата се да сме искрени максимално. Јас ти правам друштво секогаш сум морална подрачка и јас не лажам кога кажам. Добро. Зависи кој гледа. Да. Зависи Да, кој гледа. да. Не се чекам, ќе бидам искрени само со вртење на прашањата да одговориме Добро. со сум или со не сум. Добро. Никогаш не сум заборавил текст на песна. Цело време на караоке си ги заборам песни. Ау. Ко пеа. Имам почнато комплетно друга песна да пеам. Да? Не да заборавам текст, него А чекај, подгасили? се случува. Никогаш не сум бил во Луна парк. Што ти е омилено од Луна парк? Па не знам. Луна парк. Она ќе го- гондола на во Да ти Охрид. кажам право, ќе ја паметам многу во кога бевме со Тијана во Копенхаген на Евровизија. Бевме во еден многу убав Луна парк Тиволи и заедно со Период нокаут и со Дарко Димитров поминавме незаборавни моменти во. Што беше најстрашното што го Па пробавме? имаше едно Предизвикаш ми се авионче кој интересни. што вртеше вака во круг, али со многу голема Ама вака брзина. ве превртува скроз вака надолу. Скроз точно и мислам дека баш Даре се смееше, вика јас частам уште еден круг, кој маш се пак да се качи. Не се качивте? Не, дефинитивно. Ау, како ми првала, така нешто ги обожавам тие работи, затоа и прашав. Ама не сум била никаде во такви луна паркови, за жал, ама може ќе биде. Никогаш не сум правил скара. Сум пафтала скара, знаеш, оно вака кога се Нешто да се рачуна тоа. мавкаш околу скара. Тоа се рачуна, сум пафтала Да. за скара, значи со на картон. Јас ќе викам па макар и ракијата околу скара да ја, Ама да. знаеш, да му правиш на колегата друштво околу Шо скара. преш правам скара, бе? Правам, да. Да, значи си правам скара, така. Да. Имате двор сега за такви ситуации, јас да знам кај да се обратам на гости да Така, дојдам. сега моментално не, пошто во зграда живеам. Иначе
порано сум растел во куќа, па сме правели. И пак стои старата куќа убитола, не е толку далеко како ќе Може, видиш може, шо да. се одмабраниш. Добре дојде на сега. И ја га пав там скара. Да. Идеме со екипа, бе. Да, а ја па ракијата до тебе, знаеш, ќе ти правам колегијалност. Гото ти. Па и ќе посипеш ако не се добри, бе. Да, нормално. Никогаш не сум бил љубоморен. Ке излажам ако кажам дека Така? не сум. Да. Значи сите сме љубоморни, Да, факт. дефинитивно. Никогаш не сум чепкал во туѓ телефон. Па, може би сум. Ама знаеш, Не често не ми е тоа, не е мој стил. не можеш да. често, знаеш, треба да го фатиш таа секунда која го има отклучено и Така, да да, трчаш, да. освен или ако не треба да исечеш палец или да пратиш шифрата, Да, сега со да. новите телефони е многу Да, тешко. баш. Никогаш не сум чувал милениче, веќе рече дека си чувал. Ова ти е првото милениче срна или? Не, значи цел живот чуваме миленичина, дали желки, обично многу сме чувале папагали со сестра ми. Дури имавме два кои што цели реченици Тие што кажуваат. зборуваат? Па, еднаш имавме тигрица од овие малите, тој беше многу интелигентен и стварно цели реченици поврзуваше. Ама ти И- да толку време, зошто се уште го немаш летна? Па тој беше одамна, сега имав до предскоро имав нимфа, морав да го подарам заради пошто ми се роди нели бебе и некако. Да, овде се менува веќе. Мораше да направам малце чиска и куќето го дадов во прилеп, го однесов кај родителите на да, и сопругата така. да го пречувате, Да. па добро се тоа. Тоа привремено, иначе ќе си ги вратам, тие ми се како деца мене Мисли живот. си. Никогаш не сум добил единица. Сум добил и ту. Леле, знаеш дека немам добиено единица, сега Вистина? некој бубатор, ќе видам двојка ми е Леле, најниска уцена. Немам добиено единица. Точка за единица имам добиено. Па си пропуштила, да Види кажам. тие кај нас точки ста. Имаш добиено многу. Па не многу, не сум бил, сум учел стално, меѓутоа Беше да ние деца што беа тепани заради единици? не. Не, сум бил каран, али тоа одма знаеш, сум пробал да го средам, затоа што и Како, не знаеш, убаво на- сум се осеќал, знаеш. Животни се учат со ќутек, луѓе Да. се учат со зборување. Така, Уау. Да. Никогаш не сум играл стриптиз. Абе, сега, Епа, ако мораш, сега- мораш сега. Да, па тоа е сега, знаеш. Ти носиш танга? Не, танга не, али. Многу неудобна работа. Никогаш не сум читал книга на плажа. Па, Значи, знаеш да земеш книга за на плажа. Тоа ми се допаѓа. Не сум патувал автостоп. Не сум не јас. Добро. И ова е последно, не сум јадел лук па да излезам по град или кромит. Многу забавно. вау. Најакото. Најакиот дел беше што во радио требаше да имам густин, ама јас мислев дека нема да дојде, као ми откажа нешто забавно, ти ама леле, преварна. лук. И јас си направив салатка уна со младо кромиче, а знаеш како? Кога дојде човек, Тоа што нема посладко. ти бил знаеш микрофониве како се ова. Оу. Така Не, да се извинувам. Да. Ама добро, не беше ти така да Па помени. добро, да. Толку се мислам дека бевме успешни, а? Добри бевме. Супер. Фала ти. При сам крај, што ќе бидат следните планови, или спотот нов за песната, со тајфата како ќе бидат идните летни планови, идеја што Так. имате? Значи, во моментот е снимена и втората песна, се вика Остани Многу и... вредни бе вие што Па сторија. мора да ти кажам, само вредните се наградуваат, јас така викам, мора да сме вредни, затоа што сепак кога фативме, кога почнавме да работиме заедно, тоа беше првиот услов, дека мора да се работи за да бидеме успешни. И многу ми е мило, затоа што навистина сите со голема енергија се вложуваме секој на свој начин. И како што кажав, песната е веќе снимена, сега го одредуваме датумот, ќе биде многу скоро промоцијата, негде планираме до 10-15 максимум јуни. О, па супер. Да, Ние да. може веќе ќе одиме у етер. Ова, Да видиме да ви пресметаме. Да. Па добро, да. Добро, нема врска, се знае дека снимаме, не стам надвор да ги правиме сиве фала, одма. Да, фала Богу, да. Што мислите, јас сум човек, сакам да одморам, оваа боја не се добива за Така, раса. да. И како што кажав, работиме нели на самиот албум исто кој што планираме да биде готов негде до крајов на годинава или
почетокот на другава година. Сепак не знаеме, сепак нели Да, креативен процес е музика. Пажливо се работи, знаеш, Па она, кој ќе направиш сметка дома и сметка на пазар не излегува исто, како беше. Математика дома и на пазар. Настапите се многу бројни, имаме доста ангажмани. Низ цела Македонија. Низ цела Македонија, заклучно до октомври месец сме фул. Нешто има за до следната година. И така, турбо си се работи. А јас знаеш како работи. сум, јас сум уже 3 емисии да снимам до крај на сезона и вака сум. Така. Ништо тогаш тебе ќе ти дадам еден куп кафе сега, подарок, за да можеш да имаш сила за вака вредни луѓе. Тоа е Баш добро ќе ми дојде да ти кажам. Тоа е муабетот. Еве сум со кесиве. Значи, ова се нашите пријатели кои го прават најубавото кафенце. Еве го да се види и оваа торбичка одека и тебе. Ти благодарам многу. И за супругата кафенци и за тебе. И сега не знам колку сте за размислување за станови во Скопје, ама некогаш ако ви текне да ни дојдете тука, една вака убава шолја од нашите пријатели кои ги имаат најатрактивните локации на станчиња низ Скопје и имаш тефтерче да си пишеш овде кај сакаш станче, да си направиш Така. математика, што како ќе биде, кој ќе направиш повеќе деца, дали ќе ги собере, колку соби, што Знаеш како. како викар кај нас, ајде дај Боже да не фати мајаца, како знаеш. Стан Така не викаме даваме обитово. внатре, само да не... Ако доволно е ова, знаеш, ова е добар почеток. Ако дава, веќе јас ќе бев надвор, вака со Така, кесиви да. немаше да ги добиете. Се шегувам. Многу ти благодарам, Димитар, за гостувањето. И искрено ми беше задоволство што се видовме пак. Пријатна емисија направивме, одлична дружба и ќе те чекам што ми има нешто ново да се слушнеме и повторно направиме гостување. На Шанке се врати веќе август, ќе се Обавезно. почнеме ние. Обавезно, многу ми беше пријатно и мене. Вистина уживав тука со вас. Поздрав до сите гледачи и нормално за секоја нова работа се надам ќе се Ќе се слушнеме, видиме, ќе пак се ќе се видиме. дружиме точно. Слушате македонска музика и уживајте секогаш со Димитар и со Тајфата. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because come along if you know what happiness is and you know. Come along if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Шуба вака си се ладиш, истовремено и си разгледуваш, за ако си заинтересиран да си купиш самостоен стан и да си живееш сам, да си бидеш сам свој газда. Значи, моите пријатели со најатрактивните локации на станови, секаде низ Скопје, можете да се обратите до нив и да се информирате. Исто така, еве и овде Shine Like a Diamond или нивната Diamond зграда, Diamond Garden. А јас во ова си пијам кафенце и веќе морам да се разделам со вас и да ви се заблагодарам за уште една супер дружба и овој пат на омиленото место Шанкот. Она што ќе ме однесе до дома е добар автомобил кој ви го препорачувам на сите вие кои можеби сте заинтересирани за подновување кога станува збор за превозното средство. Новиот Hyundai Tucson по одлична цена и знаете веќе одлични перформанси, го имате видено, знаете зашто правам муабет. Моите драги поддржувачи и пријатели на емисијата на Шанк уште при првото јавување може да се договорат со вас за едно пробно возење па да го пробате автомобилот или па ако веќе
веќе не сте за тој автомобил да ви понудат и голем друг асортиман на останати автомобили по исто така одлични цени и услови за плаќање. Па, драга моја Македонија, тоа беше се од ова дружба на Шанк. Знаете дека можете да ги следите репризните изданија на нашиот YouTube канал на Шанк и нормално дека можете редовно да не следите и на нашата фан страница на Facebook, каде што објавуваме што и како поминало, слики од позади сцена, дел од нашите репризни изданија. Едноставно зашто да не се дружиме и да ни ја покажете вашата подршка, се разбира ако ви се бендисавме. Ако не се бендисавме, не сме ви добри, можете да не критикувате. Критика е добра работа ако има конструктивна цел за да не направи подобри. Ви благодарам уште еднаш, драга моја публика, секогаш со вас на Шанк за да ве опуштиме, расположиме за 7 дена се гледаме пак.